Здраво! Иако како територија е релативно мала, може слободно да се каже дека Македонија е држава на креативни луѓе. Затоа зборуваат можностите кои нашите луѓе ги имаат да работат рамо до рамо со светските гениалци. Затоа зборуваат наградите кои пристигнуваат од креативните индустрии како што се филмот, анимацијата, дизајнот, маркетингот. Затоа впрочем сведочи и секое наше креативно преминување на која било од скопските улици. Токму затоа денеска го отвораме прашањето. Дали во Македонија може удобно да се живее работејќи во некоја од креативните индустрии? Денеска наши гости се двајца млади креативци кои што работат во различни области, меѓутоа сепак кои што ги обработуваат своите идеи, соработуваат со други луѓе, прават интересни проекти. Десно од мене е Димитар Петровски, кој што работи како новинар и како фотограф, поранешен тапанар, и Горан Костовски Индо, кој што пред се работи како графички дизајнер, но и пред некое време има и своја модна линија, не знам дали можам така да ја дефинирам. Тоа е проект како модна линија, да. Така? Добро го кажа. Со Дими ќе почнам со тебе. Креативната работа секогаш, односно на почетокот е само идеја. Значи таа може да биде перфектна, може да биде грандиозна, голема и така натаму, меѓутоа кога ќе дојде да се реализира, често се мора да се направат некој тип на компромиси. Тоа сегде се случува, не е само во Македонија, меѓутоа како и за полно други работи, претпоставам дека во Македонија имаме некои специфики во овој поглед. Што би извоил, како да речеме, тип на компромиси кои што кај нас се прават, а кои што не би било замисливо, да речеме, надвор да се прават? Која е креативноста во прашање? Па, во почетокот, првиот проблем со кој што се соочуваме е тоа што условите за да оствариме некоја идеја се малку потешки. Например, еве, ако замислам некоја интересна фотосесија, за да ја реализирам ми треба доста труд во поглед на тоа, можеби наоѓање на модели, можеби наоѓање на сценографија. И се тоа е така еден комплициран процес, особено па ако треба да најдам и дополнителна опрема за да изнемам. За видео, например, има доста опрема што може да се изнеми, но проблемот е пак во фотографскиот дел знае да биде доста скапа, па ако ја зголемиш цената на опремата, тоа ќе повлече цена и на сесијата, па тука ќе има објаснување со клиенти. Тоа е, да речеме, еден од оние првата сопка со која што се соочува барем во фотографскиот дел некој што сака да се изрази на тој начин. Другиот проблем е што фотографот е све. Значи и организатор во поглед на, не знам, логистиката, договарање на модели, и мести светло, и мести сценографија, и на крајот самиот ги обработува фотографиите. Нешто што, например, во другите држави Би бил цел тим. Да, би бил цел тим, буквално цел тим. Со асистенти. Со асистенти, да. Тоа мислам кај нас се уште е невозможно, баш со тој аспект дека ќе ја зголеми цената на фотосесијата многу. Како се заработува во креативната индустрија? Сега тука не ве прашувам за салдото ваше во банка, туку кога се договарате и се предоговарате, со оглед на тоа што, еве како што кажа Дими, најчесто сите сегменти кои што ние ги третираме како дел од креативната индустрија се one man show, значи се треба сам да си направиш. Вклучително дури и ова нашево новинарство, сами си се јавуваме по телефони, сами ве каниме. Да. Сами си истражуваме, значи не е оној тип на 20 луѓе, туку се работи. Како го наплатувате тоа можам свое да кажам време? дека се зависи од проектот, наискрено. Има проекти каде што можеш супер да наплатиш, има проекти каде што работиш за култура и про боно. Значи ја паралелно 10 години работам и про боно за култура и работам нешто што ми плаќа сметки. Така да све зависи од клиентот. У принцип има клиенти што сакаат да ти исцицаат на секој можен начин и да не ти платат ништо, или да ги снимаат на 4-5 месеци, па на крај ти мораш и да си извршител, значи ја кажеш си дизајнер, акаунт и све останато, на крај и психијатар, и психолог, све додека си го наплатиш трудот. Меѓутоа, мене тоа не ме плаши толку многу, затоа што веројатно ние се челичиме за сето ова што биде, така да некад ако имаме големи буџети, не знам како би се поставиле наискрено. Затоа што цело време сме научени Многу, можам ја две кампањи за не знам, некој момент као пуно пари кога ќе има за некој проект, ќе кажеш и ова можеме да го направиме со волку пари, да, и па и да направиме 3-4 проекти наместо еден. Така да зависи, све е стварно договор. У принцип пазарот е мал, многу луѓе работат за овој пазар некако да се развие, да добие повише пари, да се слева за све останато.
Меѓутоа, многу сме визуелно неписмени и поради тоа не можеме никогаш ни да наплатиме доволно. И затоа идеме чекор по чекор. Пробуваме да ги едуцираме клиентите, па после да идеме на земи ги парите и све останато. Меѓутоа, веројатно и луѓето малце се уплашени од моментот take the money and run, а воопшто не треба така да се работи. Значи, ако сакаме некој нас да не цени, требаме и ние да го цениме клиентот, затоа што тука сме заедно да работиме и клиентите зависат од нас и ние зависиме од клиентите. За овие 10 години можам да кажам дека имало моменти кога ептен сум бил задоволен од тоа како сум бил платен, меѓутоа имало моменти кога викаш шо работам бе ова. Кои клиенти се најлесни за соработка, да речеме, има ли врска, да речеме, дали се локални, домашни македонски клиенти или се можеби странци, дали се директно поврзани и разбираат каков тип на работа вие правите за нив и која е тежината на тоа што го правите или едноставно Моето искуство знаат се? Моето искуство е подобро со странските клиенти. Некако не знам, повеќе со доверба влегуваат во проектот, на пример, побрзо плаќаат. Свесни се дека ти ќе го завршиш проектот и дека ќе им го доставиш како што сте се и ви договориле. веруваат? И веруваат, да. Македонските клиенти знаат понекогаш да бидат малку со некоја поголема резерва и да се плашат дека чекај се овој да не ме измами, да не ми ги даде Да, тоа фотографиите. е тоа, взаемна доверба тоа треба е да тоа има. уствари што Ние треба да ги описмениме што значи креативата, за потоа они да кажат еј добро као ке ви веруваме, ќе правиме вие кој што ќе се случува. На пример, извини што те прекинав, Дими, можеш да продолжиш. Не, во На ред. пример, ми се случувало за овие 10 години што ќе работам, као ќе дое клиент, керка ми многу во црта. И као, супер, да, фино, керка ти е за тебе најдобра на цел свет. Така, твое чедо е, си го сакаш и све, тоа е добро. Дај да уклучиме нешто да работиме. Кам, ајде, мислам, нели отворен као, сакаш да работиш све, меѓутоа најчесто се случува фијаско, каде што нели креативецот е крив, ама ти не го направи. Како не го направи? Уште од старт ви реков дека сме изложени на фијаско некое. Така да емотивно не треба ни многу да се приврзуваат клиентите и ради тоа сме ние тука да ги едуцираме и да им дадеме нешто повише. Спомнава визуелна Писменост. колку сме писмени или не и еве да го поврземе тоа заедно со проблемите, нели, технички, организацијски, сите на куп заедно, како тоа влие врз квалитетот на работата, значи врз крајниот продукт. Или можеби не сам генерално нема тука поле за да се развива таа креативност. Како влијаат, каква е корелацијата помеѓу Значи, ако се сакаме, ќе се сакаме за секогаш, така. Ако ја влезам во проект со недоверба и тебе те малтретирам и као мислиш дека ја само сакам да ти ги дам парите, онда подобро да не работиме ништо, Да не најсериозно. Значи, взаемна доверба е најбитна од све. За ние да имаме добар квалитетен производ. Уште од старт ти мене, ако ми менјаш на секој 2 дена, ние више сме одобриле концепт, стварно не знам што ќе правам. Фијаско. Значи мислите дека ако се да речеме подобри условите дека би бил поквалитетни производи би се правеле? Па не, можда не по квалитетен производ, сега не дека имам една опција за клиенти што ме малтретираат, а друга опција Тоа ме интересира. за добрите клиенти. Не, во основа секогаш сум мислиот, меѓутоа многу е полесно кога работи со некој што ти доаѓа и ти пристапува со доверба, тоа што го зборува Индок, во поглед на те остава да работиш. Значи сме имале клиенти кои што ти седат цело време над глава и се фокусираат на некои детали кои што се можеби небитни во големата слика. Конкретно во фотографијата тоа значи дека некој е можда ситно деталче кое што ќе наруши хемијата меѓу моделот и фотографот. И тогаш се она што фотографот и моделот се труделе заедно да го изградат, за направат некоја интересна идеја, да ја овековеча таа идеја, се руши поради некоја безвезна сугестија од страна од клиент кој што влегол со малку сомнеш дали е тоа во ред, дали ќе испадне он како што замислувал. Мојата идеја е кога веќе плаќаш некого да ти ја заврши работата, остави го да ти ја заврши работата. Ако тогаш не успее, следен пат нема да го ангажираш. Конкуренцијата во светските центри на креативноста, не знам, Њу Йорк, Лондон, Париз, Барселона и така натаму е ужасно голема. Дали работењето тука во Македонија ви дава една шанса да работите на ниво на квалитет како што тоа да речеме би се работело во развиените држави, меѓутоа да уживате во еден посмирен и по финансиски удобен живот во Македонија? Односно зошто не сте во странство?
Јас не сум во странство затоа што принцип работам за локална сцена и сакам да има локална сцена и многу е лесно да отидеш и да работиш некаде за некого. Да, окей, може ќе работам за Nike, сега окей, малце може не требаше да го кажам. Значи може ќе работам за Nike, меѓутоа од кај да знам мојот гранапчија може никогаш па нема да има добро лого, затоа што нема кој да му го направи. Така да, веројатно, ние не се разликуваме многу од странците. Значи, благодарение на интернетов сме комплетна комуникација секој ден. Разликата е тоа што јас 10 години упорно се трудам да направам локална некаква сцена. Значи, не зборам за адвертайзинг, него зборам за локален домашен дизајн. За самата поддршка од самите концерти, до журки, до уметнички проекти, до све останато, се трудам да помогнам за да се развие оваа домашна сцена. Значи, тоа ми е мене принципот на кој што јас сакам да се развие веројатно еден ден. Луѓето ми викаат дека идам со глава од зид. И по цена да не можеш да го наплатиш тоа што би го наплатил. Да, мислам и по цена моментално додека имам ентузијазам, додека ме држи ентузијазмов, а се надевам дека ќе ме држи, ќе работам тука. Сакам да работам тука затоа што тука реално ние живееме и создаваме некои работи. Многу време ќе ни треба додека се развие све. Затоа што као што пак ќе повторам, мораме да ги описмениме клиентите и сите останати, а потоа луѓето да разберат што значи взаемна поддршка, што значи поддршка на локална сцена, што значи поддршка да купиш накит од македонски дизајнер, што значи да купиш алишто од македонски дизајнер, од македонски сликар, додиш да платиш карта за домашен концерт, за диџеј и за све останато. Знаеш, така се развива све тоа и сите тие центри не почнале наеднаш као еве ви пуна пари, еве ви клиенти, работете што ќе работите. Меѓутоа постепено треба да се работи на све останато и да ги отвараме клиентите. Знаеш, не можеме да сите да сме среќни и весели и сега тоа да ни е кампањата, нели? Сакаме да пренесеме некоја друга порака. Значи, двајцата, ентузијазмот и креативноста се дефинитивно поврзани, така или? Па Или може да се сведе само на фабричка лента или? Например, има проекти кај што 5 дена нема да спиеш, ама на крај кога ќе заврши проектот, и нели нема нормално да го платиш, да го наплатиш, меѓутоа кога ќе заврши проектот, кога ќе видиш финално, викаш ова е супер. Значи вредело ова што ние сме се трошеле и што на пример 5-6 пати ќе кажеш јаве, зашо ова го правам, ама не го правиш затоа што го сакаш да го правиш и затоа што тебе ти значи. Тоа е малку проблем што ние многу работиме заради тоа што ги сакаме и заради тоа што сме ентузијасти, а не заради тоа што добро се плаќаат. Но во рете, во однос на твоето прашање, фина можност е да живееш тука и да работиш за странство. Дали на интернет, продажба на идеи или готов некаков производ креативен, тоа е фина идеја. Тоа е насоката за која што креативците во еден мал пазар како Македонија може да гледаат некаква идеја за удобниот живот што го зборуваме. Како се справувате со конкуренција, особено кај тебе, па да, и во твојот сегмент, нели во ерата на Инстаграм фотографии, Инстаграм е супер. Во која што секој мисли во која што секој мисли дека јас ова можам истото да го направам и за помалку пари. Тоа е стално една дилема или и со постарите колеги фотографи стално еве дојде Малиов, па сега ќе ми наплаќа помалку, руши пазар, пониска цена. Не знам, јас секогаш мислам дека квалитетот, името што е создадено, истрајноста, ентузијазмот, упорноста, сите тие работи значат. Можда ја премногу ги идеализирам работите и мислам дека е така, но сепак си се држам до тоа. Сега точно доаѓа конкуренција, има навистина многу квалитетни млади фотографи, конкретно сега за мојот дел ќе се зборувам. Дури јас си предавам фотографија, значи се трудам да помогнам на некои фотографи да научат некои основи, да научат некоја работа со светла, некои основи на фотографијата. Така да враќам некаков инпут, заради тоа што мене ми било многу тешко да научам. Јас кога почнував, бидејќи во еден период кога учев фотографија немаше баш многу услови, дури доста подоцна најдов едно школо за да научам нешто за фотографијата повеќе.
Така да се трудам да вратам, свесен сум дека тоа ќе ми донесе некогаш конкуренција, но тоа е тоа, се надевам дека квалитетот, името и ентузијазмот и професионалноста значат. Има ли око публиката за тие нијанси во квалитетот кога ќе Не го знам. земеш ти апаратот или кога ќе го земам јас мојот телефон, нели, или кога ќерка ми ќе Добро. седне исто така во Paint да исцрта нешто. Телефонот и апаратот не може да се споредат, сепак се различни. Ама слика е слика, ќе ти каже. Се случува, дефинитивно, да. Да, повеќе е опасноста од оние кои што ќе купат обичен некаков DSLR, односно не обичен, него малку подобар DSLR фотоапарат и мисля дека тоа е веднаш некаков влез во фотографијата. Мислам во професионалната фотографија. Пак ќе кажам, проблемот не е само да го имаш добриот апарат и можеби добрата опрема, него проблемот со кој што се соочува професионалецот е постојано да дава квалитет заради кој што ќе го ангажираат. Така да тоа е поголем предизвик од колку типот на опрема што имаш или не знам парите што си ги дал за таа опрема. Не знам за вас, но мене ми се чини дека го спомнавте преска интернетот и дефинитивно како е нели сега глобален отворен е пазарот, меѓутоа имам впечаток дека креативците во Македонија, ако ништо друго, не соработуваат доволно на некои проекти кои што би можеле да ги остварат на глобално ниво. Значи, тоа е мој погрешен впечаток или Не, тоа е вистината, например. Жалосно е што ја повише фидбек добивам од странци на интернет и од време на време работам проекти за странци благодарение на интернетот, каде што во Македонија не добивам никаков фидбек. Значи јас реално сите овие години работев на некаков собствен стил и веројатно и така се разликувам и за конкуренција и за све останато. Меѓутоа да не имаше интернетот, ја на вистина не знам, до сега можеби 100 пати ќе се откажев, немаше да работам, само затоа што некогаш ти е потребен фидбек и едноставно да размениш некое мислење. Кај нас, например, се случувало моменти под постарите као да ги гледаме како бабароги, знаеш, затоа што се затворени и не сакаат да соработуваат. Као бе вие клинци, ај гитла и некои слични ствари, веројатно. Дори и се плашат да ти И кажат се некоја плашат, тајна, да, заради се тоа што- плашат. Тоа е тоа, Ама не пазарот треба. е малечок. Ама не, пазарот е мал, ама ја не треба да се плашам од конкуренција. Ако си ти добар, јас сум добар, така? Да, Нема најбољи дефинитивно. сега, тука сите сме различни и секој различно работи. а зошто тоа не се гледа например како можност, бидејќи ако се здружат од мала земја на огромен пазар, веројатно би имало И така, интернет па не, пазар, и, нели? мислам, види Македонија дава одлични резултати во Македонија во однос на креативност. Значи, да не правам муабет дека моментално сите амерички рапери носат алишта од македонец кој што живее у Лондон. Значи, ние Да, ма луѓето тука не го знаат. Значи, например. луѓето тука немаат петирција, вреди. Тоа реков на свесноста за домашната сцена дека треба пред тоа да се развие, па понатаму веројатно ќе дое моментот за ние да соработуваме и све останато. Иначе јас со Дими соработувам. Ние сме соработувале. И тоа е веројатно предноста кога си на мал пазар, сите ги познаваш и добро е и се помагаш, знаеш, со некои луѓе као Добро се, ама побрзи. не е стално толку Не е толку толку отворено. сјајно, Не. ниту Значи, поотворено. Не е отворено затоа што има луѓе што те мразат без причина. Само затоа што работиш, онака као. Што ти е ако Затоа што работиш. Да, значи ако работиш, работи, немој, мислам нема гледам таму некои клинци на интернет пишуваат работи некои за мене, викам кои се бе овие деца? Као прв пат у живот ги сретнувам, што направиле овие деца за они да судат некого. И онака тоа малце ми е трики као. Тоа е храброста што ја дава интернетот. Да, мислам, јаки сме сите позади интернет, али уживо вака, сите сме плашливи. И затоа викам, човече, толку мал пазар, место сите да работат, да го развиваат, ние тука као едни од други боксови си имаме, се плашиме едни од други. Не треба тоа да е така. Види Во идеално општество не би требало да е така. Да, ама знаеш, као, окей, сега на интернет ги гледаш сите луѓе како комуницираат помеѓу себе, значи странски дизајнери соработуваат едни со други. Мислам, не име тоа никаков проблем. Затоа што ја моите скилс и моите илустраторски вештини ја ќе ги употребиш ти во некој твој проект, знаеш? А тука не е. Тоа само ми пречи. Па не, тоа сега да го кажеме, вие сте се нашле, сте соработувале ти преку дизајн, ти фотографии, се направиле нешто кое што заедно може да успее повеќе отколку посебно да го пакувате. Па не, веројатно успешноста на еден проект е инволвираноста на повеќе луѓе, знаеш. Мислам ти, окей, можеш да работиш све сам, али друго е кога некој ќе даде тач од неговиот сегмент и на работа.
Добро. Дими Горан, за жал, ова е тема на која што ние можеме да Да, зборуваме можеме уште многу да пола зборуваме, да. саат сигурно, меѓутоа толку е овој наш термин. Ви благодарам за гостувањето во Зебра. Беше навистина релаксирано и интересно да се биде со вас. Ви благодариме и вам. Ја продолжуваме оваа тема и во четврток, а се разбира до тогаш ги чекаме и вашите коментари и ставови на нашите профили на Facebook и на Twitter. Користете го хаштагот ЗебраМК. Чао.